Добар ден. Кратки најави за денес. Ке се унапредува системот за бесплатна правна помош. Во Белград се одржа традиционалната Охридска вечер. Младата македонска интервентна кардиологија се позиционира на европската мапа. Минималната синдикална кошница за еден месец пораснала за 1000 денари. Промовирана песната Тастатурски јунаци од Охридско-струшкиот метео бенд. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 8 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 8 степени. Температурите во Македонија утре во интервалот -3 до максимални 12 степени. За време на викендот ќе дува засилен ветер од северен правец, а утре ќе има услови за провејување и на слаб снег. Од недела следува период на стабилно време со повисоки дневни температури. Пристапот до правда не смее да биде привилегија, туку право за сите. Со стартот на регионалниот проект Equals, Министерството за правда во партнерство со УНДП и со поддршка од Австриската агенција за развој ќе го напредува системот на бесплатна правна помош во наредните 3 години. Целта е поедноставување на процедурите и обезбедување еднаков и поефикасен пристап до правда, особено за лицата со ниски приходи и другите ранливи категории граѓани. Пристапот до правда не смее да зависи од дебелината на паричникот. Започна регионалниот проект Equals, која е иницијатива на Министерството за правда во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации со финансиска поддршка од Австриската агенција за развој и ќе се реализира во наредните 3 години со цел напредување на системот и поедноставување на процедурите, овозможувајќи еднаков и поефикасен пристап до правда за сите. Бесплатната правна помош ќе им овозможи на граѓаните со ниски приходи, жртвите на семејно насилство, лицата со попреченост и други ранливи категории да добијат правен совет, подготовка на документи и застапување пред суд без финансиски товар. In North Macedonia, this initiative will address the... Во Северна Македонија, оваа иницијатива ќе се осврне на лицата кои што не може да се дозволат бесплатна правна помош. Нашиот главен партнер овде во Северна Македонија е Министерството за правда, меѓутоа и националните институции и граѓанските организации. Ќе работиме во сите 8 плански региони на земјата со организации кои што ќе треба да обезбедат бесплатни правни услуги на луѓето со квалитетна правна помош. Многу од овие семејства и самите лица не се комплетно запознаени за правата кои што постојат во нашата држава, правата кои што би можеле да ги остварат. Од друга страна, немаат капацитет да се борат за своите права. Така да искрено се надевам дека ваквите иницијативи ќе значат голема поддршка и унапредување на нивните права. Во следните 3 години 150 професионалци ќе бидат обучени, кои во рамки на програмата ќе обезбедуваат бесплатна правна помош на 1500 корисници во земјава. Према статистичките податоци, досегашните барања за бесплатна правна помош се однесуваат главно на имотно-правни проблеми, на семејни бракоразводни проблеми, на постапки за излекување на мерки при
вршење на семејно насилство и слично. Меѓутоа, во главно барањата се однесуваат најголем процент од нив на примарната правна помош, која што обезбедуваат подрачните оделенија на Министерството за правда, правните клиники и Сдруженијата на граѓани, но исто така има и барања за секундарна правна помош. Во континуиран пораст е бројот на граѓани кои користат бесплатната правна помош. Само во текот на 2025 година поднесени се повеќе стотици барања, при што најголем дел од нив се однесуваат на примарната правна помош. Со проектот се очекува дополнително зголемување на информираноста и достапноста на системот, со што уште повеќе граѓани ќе можат навремено и без финансиска бариера да ги остварат своите права. Во Белград се одржа традиционалната Охридска вечер. Промоција на туристичките потенцијали на Охрид пред представниците на туристичкиот сектор од целиот регион беше целта на традиционалната Охридска вечер која се одржа вчера вечер во Белград, Србија. На свеченоста присуствуваа бројни гости од туристичките агенции, хотелскиот сектор и институции поврзани со туризмот од Србија и неколку балкански држави. Во рамки на програмата на градоначалникот Кирил Пецаков му беше доделена специјална повелба од страна на Балканската алијанса на хотелски асоциации, како признание за гостопримството, посветеноста кон соработката и придонес кон заедничкиот успех во развојот на туризмот на Балканот. Охридската вечер е дел од промотивните активности на општина Охрид во рамки на 47-то издание на Меѓународниот саем за туризам, кој деновиве се одржува во Белград. Младата македонска интервентна кардиологија продолжува да се позиционира на европската мапа. Доктор Виолета Мојсовска-Наумовска од специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан Охрид доби престижна европска стипендија за професионална надградба. Доктор Виолета Мојсовска-Наумовска од Кардиолошкиот центар Свети Стефан во Охрид на 19 февруари годинава во Минхен ја доби престижната европска стипендија за едукација и професионална надградба. Ова следува откако таа во 2025 година на предавање ги представи најсовремените пристапи во третман на комплексни васкуларни и периферни артериски лезии и предизвика значаен интерес кај меѓународната стручна јавност. Стипендијата се доделува преку Европската асоциација за перкутани кардиоваскуларни интервенции која функционира во рамки на Европското кардиолошко здружение и представува едно од највисоките стручни тела во Европа за развој на интервентната кардиологија, едукација на кардиолози и поставување на современи клинички стандарди. Грантот се доделува на мал број избрани кардиолози од Европа како признание за научен придонес, клиничка експертиза и потенцијал за понатамошен развој. Овој успех на доктор Мојсовска-Наумовска е професионална придобивка за домашната здравствена практика, бидејќи знаењето и европските протоколи кои се имплементираат придонесуваат за побезбеден третман и подобри клинички исходи кај пациентите. Минималните месечни трошоци за живот на едно 4-члено семејство во февруари се зголемени за речиси 1000 денари во споредба со јануари, покажуваат најновите податоци од Сојузот на синдикати на Македонија. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец февруари изнесува 67.382 денари. Тоа значи дека се потребни скоро 3 минимални плати за да се преживее месецот. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во февруари се зголемени за речиси 1000 денари во споредба со јануари, покажуваат податоците на Сојузот на синдикати на Македонија, која прави синдикалната потрошувачка кошничка. Синдикалната минимална кошница за февруари изнесува 67.382 денари и во однос на синдикалната кошница од јануари е зголемена за 969 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати вредноста на синдикалната кошница се зголемува на 82.757 денари. Зголемување од речиси 1000 денари има и во делот на храната, односно ако за јануари биле потребни минимум 24.211 денари, во февруари за истата намена биле потребни 25.156 денари. Од Сојузот на синдикати велат дека за само 2 месеци од почетокот на годината најавеното усогласување на минималната плата што треба да се случи во март е изедено со растот на основните трошоци за живот.
За само 2 месеци едно семејство е посиромашно за 2000 денари. За 24 месеци онолку што одбиваа да ја зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари. И затоа наместо да се припукуваат на грбот на работниците и политичките партии да застанат со нив, да ја изгласаат минималната плата која треба да изнесува 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6.000 денари, вели председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов. ССМ им остави простор на владата и работодавачите до крајот на февруари да се договорат за зголемувањето на минималната плата, во спротивно најавуваат организирање генерален штрајк. Завршена првата фаза од реконструкцијата на осветлувањето на Вевчанските извори. Градоначалникот на општина Вевчани, Спасе Кочовски, информираше дека завршена е првата фаза од реконструкцијата на осветлувањето на локалитетот Вевчански извори. Тој порача дека сите посетители повторно ќе можат да уживаат во убавините на локалитетот и во вечерните часови. Ова е уште еден чекор кон унапредување на условите, зачувување на просторот и подигнување на квалитетот на туристичката понуда. Финансиска поддршка за реализација на оваа активност во првата фаза обезбедена е од Преспа Охрид фонд за природа, ПОНД. Денеска беше промовирана песната Тастатурски јунаци од Охридско-струшката метео екипа во состав Славчо, Стевчо и Жанко Зш. Песната Тастатурски јунаци им се обраќа на сите оние кои на социјалните мрежи ги коментираат постовите за временската прогноза на популарните Славчо Поповски, кој ги брани боите на Струга, и охриѓанецот Стевчо Недески. Тука е и познатиот глумец и радиоводител од Супер Радио, Жанко Зш Голабовски, кој е нивниот дописник од терен. Камера и монтажа на видео спотот Реджи Рулс. Се околу продукцијата е дело на B1 Маркетинг, Супер Радио и Охрид Прес. ТВМ беше на денешната интересна и сладка промоција во сладкарата кај мама Љубинка. Знаеш, кога ти е досадно, немаш од тапре, сакаш да ти помени времето поинтересно. И Славчо Лепиов, кој што си имат со тастатурски јунаци проблеми со коментари, а Лепиов Јане, Нане и Джамте одсетен поради оправдани причини, си зајме малу мајтар да си правиме и то тастатурски јунаци ми дојде интересно и што ми текна дајбе му викам на колеги од радио едно песниче да направиме, го направа песничето, диџеј Реджи дојде снимаше. Кај сте сега? Тастатурски јунаци, што се исмевавте на моите најави. Ова е за вас. Стому громови, временски непогоди, ситни дождови од Охрида, поплави од Струга. Со Славчета и Стевчета против тастатурскиве јунаци, да се оствари прогнозата маци. Ајде да ве видам јунаци за тастатурски. Цела ова идеја беше од Батежанко, се него му истекна, морам да признам сега, а тастатурските јунаци, зборот тастатурски јунаци изгледа токму од мене. Се почна со тастатурски јунаци. Ситни дождови од Охрида, поплави од Струга. Славчета и Стевчета против тастатурскиве јунаци, да се оствари прогнозата маци. Снег, тие, тош. Мисле, че и дека уште еден така малку променлив период, што може да направи и снег во април. Лошките, точно. И снег во април, да. Како секоја година. Джамто и Јанета, не ве можа. Стому громови, временски непогоди, ситни дождови од Охрида, поплави од Струга. Ке имат интересни коментари. Впрочем, ние тоа си го сваќаме ко релаксирано, да имат забава, овие наши охридскиве тастатурски јунаци нормално. Не, ама, значи мора да имат мајтап мало и играме. Јас метео дописник су го јал по врат. Овие јунаци тастатурски, спаси ме брат. Стому громови, временски.
тастатурскиве јунаци да не сваќа све здраво за готово. Рековме дека е Шала е, готово. шала е, да се воздржат, нека пишат тие, за тоа нас не е убаво, не е убаво ако ќе пише така да. Океј. Дај ножот сега месево. Ајде сада. Јас кога го прашам Славчо какво ќе е времето, ако ми рече дврнете, јас си сегам колку си пантули зашто има сонце. За повеќе информации посетете го порталот tvm.mk. Имајте пријатен викенд.